Повелете. Добар ден, заменик председател Пешекилинска. Спомена се дека во октомври очекувате датум за преговори за почеток со Европската унија, но еден од условите беше и законот за јавното обвинителство. Се дадовте ли можеби нов рок заедно со опозицијата до кога овој закон би можел да влезе на пленарна седница и како е вашиот одговор на новиот предлог од тоа? Европската комисија и Европската унија веќе подолго време ни ја испраќаше стандардната порака. Немојте да се фокусирате на закони, фокусирајте се на она што се вистински промени. И се сеќавам на некои дискусии кои што ги правевме во текот на последнава година, каде што особено членките кои највеќе водат сметка за овие прашања и кои што честопати се најкритични, имаат највисоки очекувања, велеа вака: да, закон, ако има, тоа е добро, клучната работа е да обезбедите целосна истрага и целосно транспарентна и позитивно оценета судска постапка. Она што е добро, и мислам дека тоа ќе биде силен аргумент во полза на нашиот почеток на преговори, е тоа дека со новите решенија практично ги обезбедивме сите случаи од специјалното јавно обвинителство да имаат судска целосна разрешница, никој да не може да користи административни или некакви судски процедурални причини за да ги негира, и сега сите работи се во рацете на судството. Ние како влада кажавме дека сакаме да се донесе новиот закон за јавно обвинителство, измените кои што беа предложени, и покажавме извонредна флексибилност. Затоа што сметаме дека ова прашање е над сите партиски или лични интереси. Така ќе продолжиме и понатаму да дебатираме. Премиерот и во своите изјави покажа со какви све предлози сакал да ја остави практично опозицијата без простор да бара оправдување и да бега од договор. Меѓутоа, за жал, до договор не дојде. Сметаме дека политичката одлука на владата да не се меша во судството, одлуката на владата и сите коалициони партнери да не бараат специјални привилегии од обвинители или од судии, таа порака е примена не само во Брисел, туку и во главните градови на клучните земји членки. И тие не случајно ни велат: ова веќе не е истата земја. Ако пред неколку години ни се случија илјадници бомби, никој не одговараше. Обвинителот кој го чувме со своји уши дека преговара, договара, го крши правилото на правна држава, заминуваше и беше поддржуван да не представува дури и во странство. Сега, однесувањето на сите институции во државата покажа дека оваа земја се променила и покажа дека веќе политиката не е таа која го диктира правото. Ке продолжиме да разговараме за да им обезбедиме на јавното обвинителство, на сите луѓе кои до сега работеа на правна држава, шанса успешно да ги завршат предметите и шанса да бидат дел од интегриран и добро осмислен систем. Ке влеземе во понатамошни разговори без ниту еден партиски, но со многу силен државен интерес. А тоа е секој да одговара за злоупотребите, криминалот и корупцијата кои што ги извршил.